Сакам да ве запознавам со едно момче кое што е од Нов Зеланд, има 16 години, се вика Константино Тино Ѓоргиовски. И веќе топката која што ја држам во рацете ви открива дека станува збор за еден млад фудбалер. Сега што прави всушност Тино во Македонија? Тино не само што е обичен фудбалер, туку е фудбалер кој што ќе настапува на светското првенство во Перу 2023 година за млади фудбалери до 17 години. Тино е во Македонија затоа што неговите родители се од Македонија и во 1997 година се селат во Нов Зеланд. Во 2019 година одлучуваат повторно да се вратат во Македонија. Зошто? Како се враќаат во Македонија? Секако ќе ни открие токму тој Тино кој што го имаме овде, но за почеток да видиме што умее со топката. Одлично, Тино. Благодарам многу што си овде со нас. Ајде да почнеме со тоа за почеток. Зошто не рагби, а фудбал? Па татко ми од мало дете ме почна да ме тренира со фудбал, мислам дека 4 години. И така почнав со фудбал. Фудбал почнуваш од 4 годишна возраст во Нов Зеланд, бидејќи си роден во Нов Зеланд. Што учиш таму од 4 годишна возраст? Менуваш повеќе фудбалски клубови. Како се учи таму фудбал? Прво со тато тренирав докај 6-7 години, па после тоа бев во академија таму, па после тоа во клуб и цело време така се ми. На 11 годишна возраст одиш на камп во Барселона. Тоа е, да речеме, еден голем чекор за тебе во фудбалската кариера. Што ти носи овој летен камп, така? Таму бев ја 7 дена сам и секој ден по 2 пати трениравме, ги учевме на Барса, како се викаат Белгис на англиски, и со топка како се игра, пасуи, тие такви работи, техниката и така. Тино, сега доаѓа клучниот момент. По завршувањето на овој камп, зошто се одлучивте да се вратите во Македонија? Ти си всушност од Нов Зеланд, колку имаше прилика да доаѓаш во Македонија? Доаѓаш ли на гости во Македонија? Дојав неколку пати со моите. И да, зашто дојавме тука за фудбалот навеќе, да играм тука, за дека има подобар фудбал тука, сега и така. Подобар во смисол, подобро се учи овде? Ајде да направиме една споредба. Каде подобро се учи да се игра фудбал? Како се учи во Нов Зеланд да се игра фудбал, а како во Македонија? Има ли разлика? Па има голема разлика. Таму се повеќето од тренерите се као на децата родители, а тука се као професионални тренери. И така тука е полесно да се учи како да се игра фудбал. Во оваа прилика ќе им се заблагодариме на фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров, кој што ни го отстапија овој терен и овој простор за да го направиме ова снимање. Колку време си во овој фудбалски клуб? Па има 2 години сега скоро тука што дојдов. Задоволен ли си од тоа како напредуваш самиот ти? Да, презадоволен сум од тука. И како напредувам. Кои се твоите желби и амбиции за фудбалот? Дали имаш можеби некој план и желба да играш конкретно во некој тим? Па да, би сакал да играм во Премиер лига или Ла лига. Таму за или Барселона или за Сити. И така. Интересно е тоа што спомена во најавата, се подготвуваш за светско првенство. Сега, ти се подготвуваш за светско првенство за националниот тим на Нов Зеланд. Како? Како дојде до овој момент? Па, со упорно работење и добри утакмици, за да го добиам повикот од Нов Зеланд. Кога го доби повикот? Претhodната година во ноември, мислам, така нешто. Што значи тоа? Како сега еден интернационалец се подготвува од тука за да се надпреварува за светско првенство во Перу оваа година? Еве да кажеме за гледачите, оваа година ноември месец ќе се одржува светското првенство во Перу. Сега течат тие подготовки, претпоставувам. Како се одвиваат во Македонија? Се подготвуваш или треба да одиш во Нов Зеланд? Јас тука се подготвувам со клубот. Си направивме припреми сега пред малце
И сега ќе ни почне лигата во недела. Во недела започнувате со лигата и течат подготовките. Но предпоставувам ќе треба да заминеш некое време во Нов Зеланд пред да заминете во Перу или директно одиш во Перу. Како е тоа? Па не се знае тоа уште, ама мислам дека вајда ќе треба до Нов Зеланд да идам прво, да се видам со тимот и после тоа таму заедно сите ќе летаме за во Перу. Како изреагира кога дозна дека те одбрале? Па бев многу среќен. Среќен бев и не знаев што да кажам. Не можев да заспиам тој ден. Верувам дека посакуваш и покрај тоа што ти не си роден во Македонија, корењата ти се овде, имаш емоции и поврзаност со Македонија. Сакаш можеби некогаш Македонија да ја представуваш во боите на црвено-жолтите, така? Па да, би сакал еднаш за моите најке и да. Затоа дојде во Македонија со цел да те забележат овде? Па мене не ми беше мене ми беше кој ќе ме викне прв за тој ќе игра. Сега Нов Зеланд ме викна прв. За тие ќе игра. Ако направиме споредба за навивачите, јас имам впечаток дека македонските навивачи се многу подобри, погласни, поемотивни на трибините. Што велиш ти, како е навивањето и поддршката од навивачите во Нов Зеланд наспроти македонските трибини? Кои се погласни трибини? Тука се 100% се погласни и подобри тука фановите. Таму не сум ги слушнал многу, пошто не сум бил долго време. Али тука да, многу се погласни и посветени на фудбал. Ти недостасува ли Нов Зеланд? Конкретно од кој град ни доаѓаш? Чинам од градот на едрата, така? Да, од Окланд и ми фали малце Нов Зеланд, таму имам доста другари и се дружиме таму многу, кога бев таму. И така. Таму заврши основно училиште. Верувам дека имаш и спомени. Доколку ете некој од нас сака да отиде во Окланд, што ќе ни препорачаш? Што има убаво во тој град? Па има многу убаво. Има кули таму, мислам дека се викаат. И има плажи убави. Да, има и убави плажи. Може нешто да спомнеме за храната? Убава ли е храната? Се разликува ли храната многу од Македонија? Некако поблиску е до Америка, предпоставувам, храната таму? Па да. Храната исто е таму различна од тука. Мене ми се свига повеќе таму храната искрено, пошто така сум научен од мал. И да. Одржуваш ли контакт со твоите пријатели, другарчиња од таму? Се допишувате, се гледате на камера, комуницираш со нив? Да, скоро секој ден си допишуваме, се слушаме на камера и така. Имаш ли поддршка од нив за фудбалот? Да, мене ме поддржуваат многу и кога им кажа дека добив повик од Нов Зеланд, беа многу среќни и така. Повеќето споделуваа со сите и така. Во Македонија живееш отприлика 4 години. Каков е животот тука? Се навикнали? Стегнали тука пријателства? Да, тука се навикнав. Имам многу другари и тука. Тука е поразлично, пошто таму не можеш толку да искачаш, пошто построго и не искачат многу, ама тука за дружење е многу подобро. Повеќе пати ќе се видиш со другарите него таму. А сега си втора година, така каде учиш? Во Спортската академија за фудбалот, таму учам. Што значи тоа? Одбра да се запишеш таму, затоа што се замислуваш себе си како фудбалер, како тренер. Што сакаш да бидеш ти? Сакаш буквално да влезеш само во спортот? Да, само да бидам фудбалер и ако не дај Боже да не бидам фудбалер, да бидам нешто тренер со фудбал, да бидам поврзан. Тино, за крај само ќе ти посакам успех на светското првенство, каде што ќе се надпреваруваш со тимот на националниот тим на Нов Зеланд. Се надевам на убава титула која што ќе ја донесеш, како оваа што светка и поголема и посјајна, и посакувам успеси и ете, се надевам дека со овој разговор ќе ги отвориме очите на нашите овде во Македонија да го забележат твојот талент. Фала многу за поканата и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија.